Ево вака, сега идеме во живо. Малце тестираме, додека некој се приклучи да не гледа. Ова е прво снимање и прво јавување од Grooming Studio Pet Market. Така. Еве ќе имаме се гледачи, значи денеска за кратко ќе почнеме со работа и ќе презентираме како се грумира куче од расата Алабај или познат како средноазијски овчар. Останете вака, за кратко се враќаме назад. Само мојата асистентка ќе го држи телефонот, значи за кратко се враќаме. Веднаш доаѓам само да се припремиме за работа. Еве сме назад, веќе имаме 12 луѓе кои не следат, се надам дека бројката ќе биде поголема, видеото ќе биде онлайн. Здраво на сите, јас сум Стефан Кирков, ова е Бела, која денеска ќе добие третман за развивање, иначе морам да кажам дека е мој примерок од расата средноазијска овчарка или позната како Алабај. Овие топли времиња, топли денови кои предстојат, треба да има своје разувување, вадење на подлака, бањење со убави регенератори, за да ја леснеме во овие топли денови да ги поднесувам подобро и да се осеќа подобро, да не е толку жешко и да изгледа убаво како и пред изложба. Ќе започнеме со едно развадување, односно прво да го наквасиме кучето со млака вода, некаде спремете се дека и ова кој ќе го правите вие во домаќинство и со вашите миленици, дека ќе има многу прскање, многу вода, но на кој му е задоволство да го работи ова и нема така да му смета. Расата Алабај има големо и дебело крзно, од причина што е многу се овчар и пред да ја шампонираме, пред да ставиме неколку типа на регенератори, ќе треба прво да ја натопиме површински со вода, да биде мокра, самите пори да се отворат на кожата на кучето, за да генераторите кои ги користиме си го направат својот, односно ни го изчистат и кучето, целосно и да го добиеме ефектот кој што сакаме да го добиеме. Бела е мирна, не е прв пат да е кај мене во Grooming Studio, значи ние постојано се бањам, има кучиња кои доаѓаат прв пат и нормално е да и не бидат вака мирни, но кој ги сака кучињата, кој има пристап кон нив, кој знае да се постави, ќе се постави на база на педагошки, никако со врзување, никако со маска, никако со харање, тепање, него буквално само со убав пристап и кучето знае дека и ова што го правиме е за негово добро и дека се осеќа
се сеќа супер. Морам да напоменам дека јас, односно Pet Marketот, ги користи производите на полска ботаника, може да ги погледнете. Значи тоа е една колекција која имате во првежно, него претежно работат Grooming студијата, затоа што сепак се работи за скапи регенератори, прекрасни шампуни кои малку се поскапи, но верувајте, ефектот ќе го видите веднаш после првото шампунирање на кученцето. На кучето или било како. Доколку не можете да го правите ова во домашноство, јас ви поканувам да дојдете во Pet Marketот, каде може и да ми помогнете и со ваша асистенција или да си го ставите кученцето. Кучето ние ќе го завршиме тоа, овака како што гледате во живо од Pet Marketот. Ова морам да напоменам дека е на ваше барање, затоа што до нас стигнаат безброј пораки, каде што баравте да се приклучиме во Facebook на живо, за да видите како ние работиме и како ги бањаме и сервируваме кученца да кои ни доаѓаат на третман. Така да можеш малку подалеку, за да има убав кадар. Значи, откако го наквасивме кучето целосно, идеме на база на шампунирање на истото. Ова е регенератор растор кој се растора, односно оној тип на ботаника за кој ви говорев. Одличен шампон, нешто што искрено јас сум изненаден колку е добриот ефект и кој го јавува, поготово за кучиња со долго крзно. Има специјален шампон за кучиња со бело крзно, има специјален шампун за кучиња со кратко крзно. А исто така постојат и различни подпомагала за громингот, тоа се за отплеткување на чворчиња, односно кучиња кои се нели подлеи кокери, кај што вообичаено нешто, каде што ќе не испрска. Значи постојат на ботаника такви препарати кај што можете да ги користите за отплеткување на крзно, регенератори за полесно шешање, за отплеткување, deep cleaning, целосно чистење, буст за уснување на крзно и слично. Значи една обширна палета е полска ботаника. Топло и срдечно препорачувам на сите. Кучето мора да биде целосно шампонирано и да се остави барем едно 3 до 5 минути да шампунот убаво навлезе во крзното, во порите и гишите вие ќе видите водата после тоа и да видите едно чисто бело куче, што е бела, овај, што ќе искочи. Ајде да седне малце, седи, бела, седи добре. Да, некад успева од прва, некад не успева. Ајде седне добре, ајде, седи, браво, браво. Значи нема агресивно куче, нема лошо куче, има само лош собственик. Тоа си го кажал неколку пати и стојам на таа теорија. Во овие топли денови каде што верувате, ни цела Македонија, кој што знам не е прескано ни против бови, ни против комареци, ни против муви. Секако паразити има инвазија од бови крнежи, затоа кога ги бањаме кучињата и го мора да ги проверуваме сите детали, да го чистиме целосно куче, да идеме да не случајно покрај или што се ги заштитуваме со ампули. Случајно некаде не идеме на некој несакан паразит. Откако ја ишампониравме со прв пат целосно, сега идеме на плакнење. Седни, седни, браво, седи. Значи водата треба да е млака. Еве гледате што искаше од кучето, че колку напрашќено носи со себе, ние тоа не го гледаме. Поготоа кога кучето не е дома, ако се работи за само скимиленик,
сето тоа знае да стигне до нас, да легне кај нас и да ни го пренеси, односно да го остави на тепих, на теписон, на просет, на двосет. И затоа овие топли зони се препорачува почесто бање на кучинцата. Значи, сега не е веќе табу тема, има толку регенератори, толку убави шампони, што не е како порано кога се велело дека кученце не смее куче, не смее да се бања. Смее да се бања, тоа како само ако имаме убави средства за работа, с убава пека вредност, кои не му штетат на крвното, да го направи, му помагаат. Исто јас во моментов не сум во можност да ги погледам доколку имате прашања. Слободно наши врз видеото, слободно може да ме прашате било што. Јас ќе ви одговорам. Видам дали имаме прашања, немаме. Но доколку ви интересира било што, слободно ви ставам на располагање за секој тип на прашање. Ако можам од моето искуство до сега, ќе ви го одговорам. Бела не се визга, затоа ова помагало за смета да се визга, ќе го отстранеме. Меѓу некако сметаче. Може да видите првата вода, што и како искача од кучето, благодарение на овој шампон. Така што Бела се чува во надворечни услови, односно живее во двор, во кухничка е надвор, како што налага самата рака. Нема да користиме регенератори за било како крвно, него само уште еднаш ќе користиме дип клининг, односно целосно чистење шампон за целосно чистење. Иначе постојат, што кажат, регенератори каде што има за секој тип на крвно. Јас ќе шампонирам уште еднаш убаво. Онутре има и една фотосесија, па затоа е беше одлична прилика да го направиме ова лайв видео. Кажем, доколку дома не може да било кои причини хигиенски или било какви, пред маркетот ќе работи цело лето, без престан, ќе најдете преку купи биленик или фан страната на пет маркет и ќе буквално ќе си закажете термин. Верувате дека и сето ова задоволство на овој кученца јас го правам со задоволство и љубов и не ми е толку тешко, а и не е ни многу скапо за разлика од некоја друга локација. Постојат во градот повеќе места и јас можам да се пофалам дека и да ги пофалам сите мои колеги, затоа што оние кои што ги знам сите работат безпрекорно со многу љубов и внимание, трпение, затоа што не е едноставно да се работи ова. Да, ако имав пекинезерши или бишонче, тоа ќе беше побро завршено. Еден груминг на голема раса трае прилика 2 часа, затоа што после ова ќе следи целосно сушење на кученцето и потоа следи речење на крзното, односно форминатирање со специјалниот чешил форминатор. Но за тоа потоа. Значи може да погледнете водата кога во моментот се цеди од кучето колку е прљаво. Сега идеме на уште едно убаво пакнење. Па ви кажам, кучињата не трепат многу ладна вода, иако им е жешко, по водата кога ги бањате треба да е прилично млака према топла. Заштитата обавезно после бањање некои практикуваат да поминат 2 дена, некои практикуваат веднаш, зависно од ампулите кои ги користите или каишки. Обавезно после вакво убаво бањање треба да се заштити кученцето. Јас во пет маркетот ги преферирам повеќе типа и ги имам повеќе типа на Бела што ме направи овом.
повеќе типа на ампули. Во моментов моја препорака е се фронт-лайн комбо, затоа што чистат не површински, него чистат и целосно и покрепно и чистат половите јајцата од карлежите, чистат теmelно и буквално не даваат на паразите, ниту опаки се закачат многу малку време остаат на нив, се сушат и паѓат. Фронт-лайн комбо може ги најдете кај мене во пет маркетот или во најблискиот пет шоп или кај вашите ветеринари. Јас сум го подготов кај нам онлайн пет шоп, petmarket.mk е сајтот кај што веќе од септември ќе биде многу богат и каде што ќе може да сите производи кои ќе бидат во пет маркетот, а верувајте најуваме многу. Од гардероба за кучиња, од заштитни ампули, од парфеми, шампони, колекции. Така да ќе можете преку онлайн да си ги имате и си ги порачувате преку сајтот со достава до вашите домови. Бројот на пет маркетот е 078 647 999. Во овие топли денови работиме двократно, значи после 17 часа сигурно сме на работа. Доколку сакате громинг услуга, се закажува неколку дена однапред, затоа што интересот за громинг буквално јас не очекував, но е стварно голем. На секој куќа ќе нас користи громинг услугите, буквално му посветуваме доволно време дека не проценеме дека е чисто и дека треба да искочи од овде кон некако што сметаме. Само да погледнем дали имаме неколку прашања. Нема се уште, но убава бројка на луѓе го гледаат. Наставно ќе биде закачен на интернет, ќе може и оние кои не се во моментов онлайн да си го видат после кога се припишат на Facebook на нашата група. Не бела, не. Ево, готови слуша малце, ајде. Значи им се здосадува. Малце опостено. Не. Ајде се откако ќе си изеде кучето, да има малку пења на ножињата, не е ништо страшно. Затоа што ова колекција не е како другите шампуња кои се остави дека ќе предизвика чешење или било што, него буквално испарува. Откако ќе оставиме кучето малце да се цеди, идеме на не, знаете се, идеме на база на сушење. Кој си тешка само 50 кила, ова. Значи никако кучето не сме, иако е премногу жешко надвор да искочи скроз мокро, него јас денеска нема да користам фен и нема да ја фенирам бела, затоа што надвор е 30 степени. Меѓутоа ќе гледам со пешкир колку можам поубаво да ја исушам, а потоа ќе следи и она четкање кој ви велам дека е неопходно кај кучиња со големо крзно, вадење на подлаката на кучето. Седи добре, справи се. Ајде, браво. Ушната школка, која стално знае да има прашина, се чисти со пички и со вода. Ова е тоа ќе го прави додека не се суши, ќе не прска. Седи бела, седи. Значи, като што го кажа, се премногу топло, нема да користам фен, денеска ќе бела, да не направам дополнителен стрес и дополнително жештина, него ќе исушам колку можам поише со фен, а надвор ќе се прошетаме некаде на чиста трева, каде што
Самото крдно ќе се исуши за неколку минути. Сега, за да и го скратиме овој клип и не е толку долго, ќе преминеме веднаш на база на форминатор. Иако феното речи се мокро. Овој тој чешо форминатор кој може да најдете во пет маркетот, кој ќе кучиња сигурно слушнал за него. Прекрасен чешо кој ја вади подлаката на кучето. И ја што искача од тоа мртво влакно кој им пречи на кучињата, им прави чешање, алергии и им ствара жештина. Оваа постапка се форминатира кучето околу половина час низ пределот од главата па надоле, но не смееме да претераме затоа што сепак се работи за оштар чешел кој не сме да се претера со многу чешење, него додека приметиме додека има крзна која паѓа, бела е грумирана пред чешана пред неколку дени, затоа нема во изобилие крзно. Затоа имаме слики на нашата фан страната што ќе видите дека еве еден лабрадор кај што извадивме две кеси од огромни со крзно, подлака, и му олеснивме на кушето. Така да, отприлика е тоа. Јас овдека ќе завршам со лайв преносот и ќе ви поздравам сите. Ви стојам на располагање за секаков тип на прашање околу груминг, околу вашите милиници, се што ви интересира, пансиони, исхрана, така да, она моје искуство кој го има, што го знам, можем да го споделам заедно со вас. Напротив, еднаш го кажувам секаде тоа, за луѓе не сакам да зборам, меѓутоа за кучиња до 111. Ве поздравуваме убав ден, ние со Бела ќе продолжиме да се четкаме и го очекуваме да го поседите пет маркетот во насоба Карпош, во Скопје. Немате на Facebook, се што треба, ние сме тука. Чао, чао!